Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес, впрочем како и секоја емисија, ќе доставиме корисни информации во однос на проблемите со вашето здравје. Денес со мене во студиото е доктор Сеат Асани, кој што е специјалист интернист и ни доаѓа од Здравствениот дом Ростуше. Одлучивме да поразговараме за проблемите со тироидеата, значи нарушување на тироидната жлезда и тироидни јасли. Се надевам дека сето ова што ќе го говориме како информација ќе биде корисно од ваша страна, уште повеќе што знаете дека сме отворена, контактна емисија и можете во текот на емисијата и да ни се приклучите во нашиот разговор, да поставите некое прашање, а тука се разбира доктор Сеат да ви даде насоки и одговор на она што е од ваш интерес. Значи, ќе проговориме за тоа како функционира исто тироидната жлезда, кои се најчестите болести, како се диагностицираат и така натаму. Доктор Сеат, ви благодарам што за прв пат сте мој соговорник во новата сезона на Ваш термин, а секако сме се среќавале во минатата. Уште еднаш благодарам што одвоивте време од Ростуша да допатувате и да бидете дел од Ваш термин. Добар ден, ви благодарам за поканата. Кажав ќе разговараме малку за тироидната жлезда, па ајде да започнеме, значи како функционира тироидната жлезда и која е нејзината улога во нашето тело, бидејќи знам дека навистина има една голема улога во метаболизмот, односно во метаболитичките процеси на сите органи. Така. Тироидната жлезда е една мала жлезда, но со многу големо значење. Она анатомски се наоѓа на предната страна од вратот, испод гркланот, но од обете страни на душникот. Незината функција е многу значајна во метаболните процеси на човечкиот организам, во одржување на енергетската функција на енергетските процеси во организмот и во одржување на функцијата на ткивата и органите. Така да, пореметувањето на функцијата на тироидната жлезда дава многу сериозни симптоми кои што можат да го нарушат општиот квалитет и општата состојба на човечкиот организам, кој што понатаму во нашиот разговор подетално да не навлегуваме сега, ќе објасниме се тоа кои симптоми се и како настануваат тие заболувања. Меѓутоа ми се чини дека и симптомите што ги дава тироидната жлезда може да се и од некоја друга природа, па затоа е најдобро нели секогаш да се провери точно за што станува збор. Кои се најчестите болести на тироидната жлезда? Значи од дидактичка гледна точка, болестите на тироидната жлезда можеме да ги поделиме на нарушување на функцијата на тироидната жлезда, потоа воспаленијата на тироидната жлезда и секако туморите на тироидната жлезда. Од аспект кој што и најчесто ќе ги зборуваме во оваа наша емисија, нарушување на функцијата на тироидната жлезда, постојат намалена функција на тироидната жлезда, кој што ние стручно го викаме хипотиреоза, и зголемена функција на тироидната жлезда, која што стручно го викаме хипертиреоза. Сите овие функционални нарушувања имаат своја причина и етиологија како тие се настануваат и двете овие функционални нарушувања имаат своји симптоми кои што се спротивни едни од други во зависност кој нарушување се појавува, дали има зголемено лачење или намалено лачење на тироидната жлезда. Првин ќе кажеме како се диагностицираат, а би сакала малку повеќе да се држиме после на симптомите околу хипер и хипо. Како се диагностицираат овие проблеми? Значи претпоставам дека мора да се направат и некои испитувања на хормони, претпоставам и ехо се прави? Така е, значи симптомите на тироидната жлезда, па потоа ќе се надоврзам на диагностиката, не се секогаш типични. И не се секогаш онака како што и опишано е по книга. Така. Многу често, особено кај постарите лица, симптомите можат да бидат и
атипични, да не почнуваат класично како знаци за една хипо или хипертироидна состојба. И тогаш дијагнозата малце збунувачка. Тогаш можат многу диференцијално дијагностички состојби да се преклопуваат, да се преклопуваат со таа состојба. Иначе во дијагнозата на заболувањата на тироидната жлезда прво и едноставно што е рутински ги користиме тестовите на тироидната функција и тироидните антитела, што ги испитуваме. Важно место зазема исто така после тироидната функција ултрасонографијата со висока резолуција. Потоа користиме сцинтиграфија, односно тестови со радиотрасери. Цитолошкото испитување, односно тенкоигледната биопсија на тироидната жлезда. Така да говориме ако има оние јазли или тумори, така? Така, најчесто се користат при тироидни нодуси. Со оваа палета на техники во дијагнозата на тироидната жлезда, ние во зависност од состојбата на кој што гледаме, од анамнезата, од физикалниот преглед, од ултрасонографскиот наод, од тестовите на тироидната функција, заклучуваме што понатаму на кој испитување, ако има потреба да пристапиме, и со тоа доаѓаме до конечно заклучуваме за какво нарушување се работи на тироидната жлезда и во однос врз база на тоа нарушување пристапуваме кон нејзино лекување. Така. Сега ми се чини дека најчестите проблеми со тироидната жлезда се хипертироидизам и хипотироидизам. Која е разликата помеѓу овие две? Ми се чини дека кога лачи повеќе, тоа може да се среди и некако да се престане, ми се чини така, со терапија, колку што сме говореле за овие теми. Меѓутоа, кога е хипо, тогаш терапијата е до крајот на животот. Дали точно кажувам или? Вака, најчесто да, значи, обично кај пациентите кои што се со хипотиреоза, кои што се на терапија со левотироксин, односно познатиот еутирок, најчесто тие пациенти се, речиси, во голем дел на доживотна терапија. Тоа се смета како автоимуна заболување. Значи, најчеста причина за хипотиреоза е Хашимото тироидит, кој што е една автоимуна болест. Но има и состојби каде што може и пациентот да не биде на доживотна терапија, може терапијата се прекине, тие ги викаме, ги нарекуваме транзиторни хипотиреози, каде што најчести причини можат да бидат нели постпарталниот тироидит, нели после пораѓање, субакутен тироидит, Декервен синдром го викаме, после оперативно вадење на тироидна жлезда на еден лобус, каде што ќе дојде до опоравување на функцијата на тироидната жлезда, каде што пациентот може и да не биде на доживотна терапија со левотироксин, или после терапија со јод, каде што лекуваме хипертиреозна состојба, може да дојде до привремено опаѓање на тироидната функција, но потоа повторно се врати во една нормала. Значи имаме состојби каде што може пациентот да не биде некогаш на доживотна терапија со тироксин. Но најчесто пациентите ни се голем дел со Хашимото и кои што не се на доживотна терапија. Во однос на, само да допомнам, кај хипертиреоза, обично пациентите не ги лекуваме доживотно, ги лекуваме некаде до 18 месеци, каде што потоа прекинуваме со терапија, мада има пациенти кои што се држан на терапија со едни многу минимални дози на лекови, терапија на одржување и подолги години. Така. Сега колку што јас вака од сето она што досега сме го говореле околу тироидната жлезда, значи оние кои лачи многу тироидната жлезда, претежно слабеат, така? А оние кои што не им лачи доволно, пак се здебелуваат или им се покачува телесната тежина. Дали секогаш е така?
кажав и претходно дека некогаш симптомите не се типични. Така, значи има исклучоци. Како што е по книга, некогаш не очекуваме пациентот може да има знаци за клинички знаци за хипотиреоза, докажана со тироидна функција, така? но да не ни е таков екстремно дебел да очекуваме да добива во тежина. Значи не мора да значи. Така да симптомите на тироидната жлезда, еве ќе зборуваме конкретно за хипотиреоза, кај постарите пациенти обично и кај голем дел од пациентите не се така типични. Најчести симптоми кои што ги сретнуваме кај пациентите со намалена функција на тироидната жлезда, нели тироидната жлезда, како што кажам и претходно, го регулира тој базален метаболизам на организмот. При хипотиреотични состојби тој базален метаболизам опаѓа и обично тие пациенти се жала на малаксаност, на поспаност, на добивање во телесна тежина, на депресивни епизоди, кожата може да им биде бледа, жолта, со отоци на лицето, со отоци на шаките, на стопалата. И што е најкарактеристично, таа хипотироидна состојба може да афектира многу, практично ги афектира сите системи во организмот, почнувајќи од нервниот систем, кардиоваскуларниот, респираторниот, гастроинтестиналниот тракт, така да и од сите тие системи доаѓаат пропратни симптоми. Ако го затоа што ни еден од органите не работи како што треба. Така, значи работи со успорено. Така да кога го афектира кардиоваскуларниот систем, пациентите обично имаат една брадикардија. Тоа е ослабнат пулс, значи тоа се регистрира на ЕКГ со пад на фреквенцијата, со перикарди изливи може да биде, со течност во перикардот, ги афектира белите дробови, каде што може да настанат плеврални изливи, тоа е течност во белите дробови, отежнато дишење, од страна на гастроинтестиналниот тракт, обично пациентите даваат податок за обстипација, значи отежнато цревно празнење, така да практично ги афектира многу важни органи и системи. Така. Затоа и велиме дека е една од најважните жлезди во нашето тело, бидејќи дава команди за сите органи како да работат. За разлика од хипертиреозата, која што е една обратна состојба во однос на хипотирозата, односно практично имаме една хиперметаболна состојба, каде што се забрзува сите процеси во организмот, значи тие пациенти обично слабеат, имаат апетита, јадат. Јадат, а слабеат. Така, има непоносливост на температура, значи учествуваат топлина. Потоа имаат срцебиење, тахикардија, дури нарушување на ритмот на срцето. Кај постарите пациенти над 50 години настануваат едни посериозни нарушувања на ритмот на срцето, како што е атриалната фибрилација, кој што е таа атриална фибрилација и ризик фактор за тромбоемболиски инциденти, од страна на гастроинтестиналниот тракт, тие пациенти може да имаат течни столици, проливи. Исто и тие одат може спротивно од она што се случува кај хипотирозата, и затоа е многу важно навремено дијагностицирање и навремено почнување со лекување на било кој од овие две состојби, за да се подобри здравствената состојба кај пациентот и квалитетот на животот кај тие пациенти, бидејќи ако не се дијагностицира на време, ако не почне да се третира на време, настануваат многу посериозни компликации кои што најверојатно во понатамошниот текст во понатамошната емисија ќе прокоментираме. Ајде тука ќе се обратам и до нашите гледачи, може исто така од режија да ги спишат броевите на екранот, доколку имате некое прашање во однос на денешната тема, слободно може да не искомуницирате, да се јавите, да се вклучите во нашиот разговор. Како што кажавме, значи ако не се лекува навремено и ако не се дијагностицира, што се може да предизвика? Значи, најсериозните компликации кои што може да ги предизвикат нелекувани нарушувања на тироидната жлезда, на хипотирозата, прво ќе напоменам, таа една
многу сериозна ургентна состојба и животно загрозувачка, која што денеска и многу ретко ја гледаме, затоа што скринингот на и тестовите на тиридните функции, кои што рутински пациентите ги проверуваат, многу ретко се гледа више во денешно време. Тоа се вика микс едемска криза или кома, пардон, значи кома, каде што пациентот запажа во еден, значи, делириум, Добро. коматозна состојба, телесната температура им опаѓа до 25 степени Целзиусови. Настанува многу сериозни нарушувања на кардиоваскуларниот систем, како срцева слабост, декомпензирана срцева слабост, респираторна слабост и зголемување на интракранијалниот, односно зголемување на интракранијалниот притисок. И една дилуциона хипонатремија. Значи, зборуваме за една многу сериозна животно загрозувачка состојба, каде што смртноста кај тие пациенти дури над 50%. И оваа состојба бара обично лекување во одделите за интензивна нега, кои што обично треба да, значи, ги лекуваат многу вешти и искусни ендокринолози, кои што имаат големо искуство при такви состојби, но за целата среќа што вакви состојби поретко ги гледаме заради поголемиот скрининг кој што се прави денеска за болестите на тироидната жлезда. Дали би сакала да прашам околу симптомите уште, дали например ако кога пешачат, кога се заморуваат, дали може тоа да биде знак за тироидизам? Така, значи заморот може да биде еден од симптомите на заболување на тироидната жлезда, но не секогаш. Така. Проблемите со ноктите, со косата? Значи може да има, значи, кршливост и ломливост на ноктите, на косата, пад на косата. Така да заморот е само симптом на многу болести. И не е само на болестите на тироидната жлезда. Так. Но еве кога ние веќе во денес зборуваме за нарушување на тироидната функција, секој пациент кој што има замор треба да си побара да си направи тест на тироидната функција. Да не се пропушти, да не се пропушти нарушена функција на тироидната жлезда, затоа што компликациите и како што кажавме се навистина сериозни, иако сум многу сигурен дека тоа не е многу ретка состојба, дури кај, ете така да кажам, и пропуштен случај не би требало да дојде до... Значи ретки се, сепак, меѓутоа, во однос на проблемите со другите органи, пак, бидејќи нели кога не работи тироидната жлезда, не работат квалитетот на животот се нарушува воопшто кај тие пациенти. Се одразува и на работата на другите органи, што може нели и да доведе до други проблеми, како што кажавте, во секојдневието со она како треба луѓето да функционираат. Какви се ризиците ако болестите на тироидната жлезда, тоа кажавме, дали генетиката има улога? Секако дека генетиката има многу важна улога во заболувањата на тироидната жлезда, како и кај другите заболувања. На генетката предиспозиција е многу важна, многу клучна. Дали по дефолт мора да биде така или има исклучоци? Има исклучоци, но може да биде. Причина да, ако има во семејството, така не мора да, значи, секој да анамнеза за заболување на тироидната жлезда, секако дека генетиката има клучна улога во тоа, но има и многу негенетски фактори кои што можат да бидат причина. Например, женскиот пол е посклон во однос на заболувањата на тироидната жлезда во однос на мажите. Стресот, кој што е неминовно многу важен фактор во нарушување на тироидната жлезда, инфекциите, бременост, пушење, хируршки интервенции, многу стресни состојби на организмот може травма да бидат тригер во настанување на влошување на функцијата на тироидната жлезда, посебно ако истиот пациент има и во основа генетика. Така. За такви нарушувања. Сега кога станува збор за терапијата, кажавме дека кај хипер нели се пие, како што кажавте, 18 месечино, така кажавте, па после се дава некоја мала доза.
Претпоставам Во дека и просек, треба некои во просек контроли 18 месеци, секако дека за треба да се види контроли. дали Така е, се тие средила пациенти редовно работата. ги обсервираме. Така. А додека за хипо кажавме има ситуации каде што е транзиторна, Но најчесто е доживотно, најчесто затоа што најчеста е причина Хашимото ни е и Хашимото. Да, и Да. тие си ја тераат Значи тие терапијата пациенти до крајот обично на ги животот. тераме доживотно. Што друго им препорачувате во однос на животниот стил кога станува збор за секојдневието? Ајде ќе си ја пијат терапијата. Дали треба тука да променат начин на исхрана, дали треба да имаат повеќе физичка активност, нешто што друго им препорачувате? Важно е и балансот на исхраната да биде квалитет. Значи внесување на селен, јод, цинк, додатни витамини кои што мора да се внесуваат, добро? како суплементи, одржување на физичка активност, кој што самата физичка активност го регулира самиот метаболизам. Тоа е важно за балансот на метаболизмот на организмот, одржување на идеална телесна тежина, ако е тоа можно, кај тие пациенти, избегнување на стресни состојби, колку што е можно, затоа што стресот како влијае на се буквално. значи многу влијае на хормонските нарушувања на Ми се чини дека имаме гледач, ако имаме може да го слушнеме. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Кај докторот сме? Да, повелете, ве слушаме, во програма сте. Добро, јас страдам од таридна жлезда. Така? Пием лекарства Евутирокос од 25, некој ден пием од 50 милиграма. Добро. И така таридната на десната страна имам чвор. А дали смета и за спањето тоа тероидната жлезда? Дали смета за спиењето? Молим? Зашто дали смета, не ве слушнавме добро? За спањето, мислам, За дали спиењето. смета. Добро. Добро. Дали разбравте, докторе? Да. Во ред, ви благодариме. Останете да проследите што ќе посочи и доктор Сеат како ваша насока. Добро. Не слушнав на почеток дали е оперирана. Не сум оперирана. Добро. Значи само пациентката е на терапија со 25 милиграми, претпоставувам неколку дена, и неколку дена 50 милиграми еутирокс и има јазол. Да. Значи чвор на тироидната жлезда е сега. Јас еве вака ќе кажам конкретно, пошто немам официјално димензии колку е јазолот, какви карактеристики има ултрасонографски. Вака секој јазол ултрасонографски одлучуваме дали ќе подвргне на тенкоиглена биопсија или нема да се подвргне на тенкоиглена биопсија, односно со тие ехосонографски карактеристики ние одлучуваме дали тој јазол е сомнителен за малигна болест или нема сомнение за малигна болест. Обично јазол на 1 сантиметар, односно на 10 милиметри, јазол кој што е похипоехоген, го викаме на ехо, јазол кој што има интранодална васкуларизација и јазол кој што има микрокалцификати и ирегуларни граници. Овие карактеристики ултрасонографски будат сомнение дека тој јазол би бил малиген. Вака, ако пациентката веќе има консултирано интернист или ендокринолог и има направен ултрасонографски преглед, а при тоа не се дадени насоки дека тој јазол треба да се боцне за да се доиследи, мислам дека одговорот е само да си прави редовни контроли. Јас се сметам дека ако нешто имало сомнение за нешто од овие карактеристики, колегите сигурно би ја препратиле. Добро, докторе, јас го многу одамна имах, не пие лекарства. А сега почна да прием, за тоа викам да прашам. Сега си пием редовно, така ќе одам на контрола. Терапијата треба да се пие редовно, како што е препорачано, и се прават редовни рутински контроли на 6 до 12 месеци. Добро, фала многу, јас за тоа да прашам дали смета и на спањето, иначе ја не сум спиелива. Не би требало да биде причина за несоница терапијата. Добро, фала многу, докторе. Ви благодариме многу на вашето јавување. Се надевам дека сте задоволни од она што го кажа докторот. Нели, терапијата земете си ја редовно и продолжете онака како што и ви посочиле оние доктори кои што прегледале. Доктор, сега до каде стигнавме? Говоревме за генетиката. Така, значи не мора секогаш да е исхраната, така, физичката активност, стресот, идеалната тежина, одржување на идеална тежина, се и тоа како важни за
Така, за оние кои што за оние- веќе имаат па и оние кои проблеми што со- немаат. И оние кои што немаат, за да нели не добијат некои други проблеми. Така. Сега споменавте за јазолот, дали секој јазол може да и треба да биде малиген и зошто се создаваат овие јазни? Која е причината? Вака сега. За среќа мал процент од Се од малигни, тироидните нодуси малигни, тоа 5 до 10%, тоа е голема среќа. 90% од тие јазли обично имаат бенигна природа. Не е позната причината зашто се јавуваат. Постојат многу теории. Ако почнуваме да ги зборуваме сега што може да биде причина, нема ни да ни стигне емисијата. И сега ми интересира само ова ќе ве прекинам. Дали секогаш оние кои што имаат јазли на тироидната жлезда имаат и проблем со тироидната жлезда или не мора да значи? Значи, постојат јазли кои што имаат нормална тироидна функција. Така, да, Значи, тоа тие сакам да ве прашам. нема некогаш нарушување на тироидната функција во имаат јазли. поглед на хипо или хипертиреоза. И обично јазлите не причинуваат причина Така. за нарушување. И немаат никаков проблем во функционирањето во функционирањето не. Сега големи нодуси, големи така. јазли, струми, можат да причинуваат Тоа е некогаш веќе што и симптоми, видливо така кои понекогаш што на се вратот. компресивни синдроми, Така. кои што притиска на важните органи во вратот, како што е душникот, храноводот, и кои што можат да прават отежнато дишење, отежнато голтајне, тогаш што ги викаме компресивни симптоми, ама тоа обично ги сретнуваме кај струмите, кои што се дури ретростернално распространети и видливи. Иначе, нормално јазли, кои што не се од ваков тип, и со нормална тироидна функција, обично не го менува квалитетот на животот на пациентот и не е причина за било какви симптоми, ако пациентот амнестички кажува, обично не се поврзани со болести на тироидната жлезда, тоа најчесто треба да бараме друга причина. И сега кога говориме за оние јазли, ајде кога е малиген, кажавме дека кога ќе и вие претходно нели во одговорот кажавте и вие и колегите можете да знаете кога би можело да станува збор за некој малиген јазол, па тогаш ги препраќате за да се направи пункција, така? Меѓутоа кога се обични, кога не се малигни, и тоа нели вие можете да го видите кога ги прегледувате, што препорачувате? Дали треба да се следи, дали ако е 2-3 милиметри или повеќе сантиметри, како одат потоа работите околу дијагностиката и препораките? Ултрасонографијата со висока резолуција, колегите кои што ја работат, бара вештина тоа, бара искуство, за да вие кажете дека овој јазол треба да го следиме. И ќе му кажете на пациентот на колку време тоа ќе го следиме. Значи, на пола година, на една година, на 2 години. Тоа зависи од ехокарактеристиките на тој јазол. Затоа викам, ултрасонографист кој што работи тироидна жлезда, мора да има вештина и искуство. Тоа не е едноставна работа, тоа е многу сериозна работа. Јазол кој што може да биде малиген, мора добра проценка ултрасонографска. Значи, не сите јазли кои што имаат поголеми димензии дека се малигни. Можат да бидат и многу мали јазли малигни. Ме разбирате? Така, значи нема врска димензиите. Така да има многу други ултрасонографски карактеристики. Ја претходно со гледачката и ги напоменав. Секако димензијата е предиктор, но не секогаш. Но јазол кој што има микрокалцификати, јазол кој што има богата васкуларизација на Доплер ефект, јазол кој што има ирегуларни граници, нерамнини, сето тоа побудува дека тој јазол може да биде малиген. И тој јазол е неопходно кај тој јазол да се направи тенкоиглена биопсија. И не секогаш одговара цитолошкиот наод со ултрасонографскиот наод. Обично тие таквите се. Но таквите јазли ние препорачуваме да ги боцнеме. Добро. И некогаш, значи,
некогаш се случува да наодот од биопсија ни дојде дека е бениген, а ние имаме ултрасонографски карактеристика би можело да биде малиген јазол. Значи понекогаш и не мора така е, да е тоа правило, така ако има такви специфични некои карактеристики, дека е малиген. Инаку за оние јазли, оние нодуси кои што имаат бенигни карактеристики ултрасонографски, или обично ги следиме. Значи не препорачуваме ништо посебно, ако има пациентон уредна тироидна функција. Како што кажавме, нема ни терапија, ништо, едноставно. Значи тие пациенти само ги следиме на еден одреден временски интервал, обично на 6 или на 12 месеци. А доколку пациентот кој што бил биопсиран и дошла некој наод, некоја класификациона група, тие цитолошки наоди. Така, тогаш се вади, значи, оперативно? Оперативно вадеме и тогаш хистопатолошки докажуваме дали тој ќе се докаже дали тој јазол е малиген или бениген. Дали е тоа опасно? Така е. Значи, оние јазли пак кои што ни дошле како уреден наод. Така. Тогаш ништо обично правиме, даваме препорака за ребиопсија, секогаш правиме контролна биопсија, обично после 5 години. За да не нешто во меѓувреме се деси. Добро. Состојбата како што била, дека не се менувала. Добро. Сега оние што се малигни се вадат оперативно, дали е тоа нешто страшно или ако навреме се диагностицира и се открие? Постојат неколку типови на тироидни карциноми. Добро. Тоа се најчесто тој папиларен карцином, кој што е и со најдобра прогноза. Кога зборам за најдобра прогноза, ни ветува долгорочно преживување. Така. Потоа имаме уште еден друг тип кој што е фоликуларен карцином се нарекува, медуларен карцином и анапластичен. Најсериозен карцином од сите овие три е тој последниот анапластичниот карцином кој што е со најлоша прогноза. Така. Значи ама претпоставам дека тоа ретко се случува, како што кажавте. Општо, значи најчесто е папиларниот и за среќа што 5 до 10% од оние јазли се малигни. Добро. Ајде да не говориме сега за толку лоши прогнози, кажавме дека оние другите обични јазли кажувате кога и како треба, ако нели нормална е функцијата на тироидната жлезда. Ме интересира какви се други третмани постојат за лекување на болестите на тироидната жлезда. Вака сега. Покрај овие што ги спомена. Предходно зборуваме за лекување на хипотиреоза и кажаме дека е терапијата со тироксин и кажаме дека кај некој е доживотна, кај некој може да не биде доживотна, да има прекид на терапијата. Тоа е лекување со таблети. Добро. И кај хипертиреозите исто лекуваме одреден период. Така. Кажаме во просек околу 18 месеци со тиреосупресивни лекови или тионамиди ги викам. Сега постојат и други терапии, обично тие ги користиме кај хипертиреозите. Обично тоа е терапија со радиојод или аблативна терапија, кога имаме јазол, нодус во тироидната жлезда, каде што автономно продуцира преголема количина на тироидни хормони и прави една хипертироидна состојба. Тие можеме да ги лекуваме и конзервативно со лекови, но обично се лекуваат со радиојод терапија. И на крај останува хирушката терапија, каде што обично се вади жлездата и тоа најчесто се практикува кај пациенти со значи пациент кој што имаат хипертиреоза, после нели треба пациентот да се доведе во една еутиреотична состојба и отстранување на таа мултинодузна струма. Претпоставам после до крајот на животот повторно и тие пациенти имаат терапија. И тие пациенти обично ако е тироидектомија, ако се вади цела жлезда, доживотно на терапија се со лекови. Ако имаме лобектомија, само парцијално, тие пациенти спажат во групата на тие транзиторни. Како што го ги напоминавме како што кажаме претходно дека може и да не биде на доживотна терапија. Така. Докторе, претпоставам дека овие, ајде сега да се задржиме малку на хипер и на хипо. Каква е состојбата, на која годишна возраст најмногу се застапени едните и другите? Така, вака сега хипертиреозата е обично
застапена негде околу 20-та до 40-та година од животот. А потоа Хипо? Потоа изместени се границите на возраста. Значи буквално и двете состојби можат да ја зафатат и секоја возраст. Така, да. Значи може да се јави и едната и другата состојба. За жал, само што години наназад хипотирозата ни е почесто нарушување на тироидната жлезда, кој што ја во однос на хипертирозата, кој што ја гледаме во секојдневната. Значи повеќе има хипо отколку Значи имаме многу повеќе пациенти со хипотироза и тоа се 90% од тие пациенти ни се Хашимото. Тироидит, значи автоимуна деструкција на тироидната жлезда и обично тие пациентите ни се на доживотна терапија со таблети Еутирокс, само тоа играме со дозите на лековите кои во зависност од состојбата на тироидната функција нели ја менаџираме и терапијата со колку доза ќе иде тој пациент. Добро. Колку често треба оние кои што немаат проблеми со тироидната жлезда да ја проверуваат тироидната жлезда, односно незината работа? Вака во пракса пациенти кои што немаат нити ризик фактор, нити генетска основа, нема ни потреба од некој посебен скрининг за проверка на освен ако тестовите, не почувствуваат некои од симптомите за кои што говоревме. некои од симптомите на тироидната жлезда. Ја не би препорачал рутински скрининг, затоа што ако нема некоја посебна причина, посебни симптоми, генетика и многу други околности, тоа не се користи како редовен скрининг здрави луѓе да проверуваат тироидна функција. Така, добро. Да. Која би била вака како се крај вашата порака на нашите гледачи во однос на овие проблем? Вака, значи кажавме дека не мора да се моја препорака до гледачите да не се занемаруваат симптомите на како што се замор, губење во тежина, добивање на тежина, несоница, поспаност. Обично знаат пациентите да ги поврзуваат од стрес, од работа, поврзано ми е со ова, поврзано е со она. Препорачувам при вакви симптоми редовно сега има можност да се провери, да се направи барем тест на тироидна функција кој што ни дава многу податоци. Дали има пациентот проблем со тироидната жлезда или нема проблем со тироидната жлезда. Ако нема, тогаш ќе бараме друга причина за тие симптоми. Ви благодарам, докторе. И денеска имавме убав разговор. Се надевам дека сите овие информации кои што ги доставивме до нашите гледачи ќе бидат од нивна корист, уште повеќе што проговоривме, од се по нешто кажавме и нели да биде јасно за сето она што може да се случи околу проблемите со тироидната жлезда. Се надевам дека во некоја следна прилика ќе проговориме за некоја друга тема. Интернистичката област е голема и широка и опфаќа многу навистина проблеми со здравјето, па се гледаме во некоја следна прилика. Ви благодарам за поканата. На крајот од денешната емисија, бидејќи денеска е 3 декември, се извинувам, светскиот ден на лицата со попречености, нели во рамките на ова се случува кампања за подигнување на свеста за различностите, нивното прифаќање, почитување и инклузија на лицата со атипичен развој и за таа цел Мијата или Наташа Крстевска и космонаутко или нели нашиот космонаутко познат од време на ковидот или Денис Јанкуловски и сите славејчиња го објавија видеото за композицијата Гуши Бац или јазикот на Ерато на текст и музика од Весна Малинова. Аранжманот е на Бојан Димитровски, а е во продукција на Наташа Мијат Крстевска. Со Денис поразговаравме телефонски, тој се заблагодарува на Бобан Јосифовски и Златно Славече за прифаќањето, почитувањето и инклузијата на децата со атипичен развој и можноста на сцената да пеат, да играат и да растат заедно, и до Даниел Попадиновски за прекрасните фотографии користени во видеото. Вели Денис, благодарност и до нашите пријатели Хит Радовиш и Кинотека на Македонија. Голем Гуши Бац до Moonlight TV и Film Production кои го создадоа ова прекрасно видео. А најголемо благодарам за Ерато Кардула. Тоа ни го кажа Денис, а предлагам како за крај на денешната емисија да го погледнеме видеото.
наступи сега веднаш после мене. Мијата со нејзините другарчиња да ги пречека да седем. Огромен аплауз! Isto kako jaz, ljubov bez tatoli, sekoj kilogram. Ti si boji šareni, 300 milioni, topli pregradki. Ti si ljubov, ja sam ljubov, ne čudo što nije gi sakame site. Ti si drugar, moj drugar, ja sam drugar, tvoj odveren drugar, nije sve guši vas. Para para pa pararara, para para pa pararara, para pam pam pararara. Mali superheroji, bez nas ovoj svet nema da ga obide. Nije milijarda boji, ništa ne dvoji, zajedno rasteme.